Вечерва започнува 21-то издание на манифестацијата Денови на комедија во Куманово. Верувам дека на ваше огромно задоволство одам на очекуваните, бидејќи по секоја година ги очекуваме во овој период. Повторно ќе ни бидат на репертоар најдобрите комедии од државава, но и пошироко. За комедиите, за она што ќе можеме да го гледаме следниве денови, се до 18 октомври, ќе можеме да слушнеме многу повеќе од Симона Тоскиќ, продуцент во Театар Куманово. Симона, здраво! Добар ден до сите слушатели на Радио Браво. Еве, јас најавив дека од вечерва навистина ќе имаме прекрасна смеја во Националната установа Центарот за култура Трајко Прокопиев, каде што ќе можеме да уживаме со повеќе представи, а за она што ќе ни понудите, би сакале да слушнеме од вас. Пред се сакам да кажам дека вечерва започнуваат деновите на комедија 21 поред. Со почеток од 20 часот. Се надевам дека голем дел од слушателите имат набавено билети, поради тоа што представата која што вечерва ќе ги отвори деновите на комедија, односно Драмскиот театар од Скопје, веќе ги имаат, значи, гледачите, слушателите и гледачите откупено картите. Значи, 2 октомври почеток на 21-те денови на комедија и завршуваат на 18 октомври традиционално со кумановска представа насловена како Мани, Мани, Мани. Ова комедија во моментот се подготвува во салата на Кумановскиот театар. Станува за текст работен според текст на Реј Куни. И во оваа представа учествуваат сега 7 актери од ансамблот на Театар Куманово. Така, значи примерно на 18 октомври ја гледаме како завршна представата на домаќините на Кумановскиот театар. Точно така. Еве, за денеска најавивме која представа ќе биде отварањето, односно ќе го отпочне фестивалот. Значи, представа од Драмскиот театар, вечер од Скопје, значи ги отвара деновите на комедија. Нема, значи можам да кажам дека само представата започнува од 20 часот поради тоа што за жал билети нема, слушнавме. Продадени, да. Мислам дека се уште има останато билети за некои представите и цена на билетите е 150 евра. Така. Вечерва, значи, фестивалот отвара представата како да се ограби банка во режија на Иван Банасов. Утре вечер комедијата? Утре вечер си продолжуваме. Сакам да напоменам дека во овие денови на комедија има новитети во однос на претходните денови на комедија. Значи имаме учество на театар од Ерменија и ромски театар од Куманово. Тоа е нешто што е, да кажеме, ромскиот театар не, но театарот од Ерменија е новитет за граѓаните во Куманово. Поради тоа што до сега не се движеле во рамките на Балканот. Да. Во моментот ги прошируваме границите и сакам да напоменам дека оваа представа насловена како Вкус на медот во режија на Гор Мергалијан, нешто така се вика режисерот. Сакам да кажам дека има титул за оваа представа. Значи сите оние кои што сакаат да гледаат представата можат, мислам да не се плашат дека нема да ја разберат и така натака, поради тоа што ќе има титул на самата представа. Одлично. Така, еве едно појаснување. Да. Ќе има представи на бугарски, на српски, на албански јазик и со така. Така мислам дека и оваа година ќе го задоволиме вкусот на сите оние што сакаат и конзумираат комедија. Така. Да не ти одзема многу од времето, дали ќе ги споменеме представите или во интерес на времето јас секој ден ќе ги обавестувам редовно нашите слушатели која представа е на репертоарот на фестивалот. Така би било подобро. Јас би сакала само да кажам дека во нашиот состав сите оние актери кои што се вклучени, се надам дека ќе им представува големо задоволство да учествуваат во овие денови на комедија, поради тоа што оваа година театарот Куманово слави 70 години од неговото постоење, така да мислам дека јубилејно ќе имаме што да покажеме и оваа година. Така, ти благодарам, Симона, ти посакувам многу публика и многу фестивали да организирате. Ти благодарам и на вас и повелете сите да бидете дел од овој фестивал. Со задоволство се гледаме вечерва. Чао! Поздрав!